Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. No te olvides de dejarme como yo beso. Има денови кога треба да подготвите ручек за целата фамилија, но има денови кога ви треба грешно задоволство. Јас обожавам благо, меѓутоа не често знам да го направам. Често знам да го купам. Меѓутоа денеска одлучив да направам една мрзлива и многу грешна торта. Единственото задоволство кое навистина нема кое може да го пропуштите и за кое ќе жалите е она кое сте го пропуштиле. Навистина треба секогаш да си прушите нешто без разлика дали е калорично. Постојат теретани, постојат милион начини како да се ослободите од калориите. Меѓутоа оваа мрзлива и грешна торта ви ветувам дека мора да ја пробате. Се гледаме наскоро во кујната. Како што ви кажав, денеска ќе ви подготвам една грешна торта. Толку е грешна што има толку многу шеќер и чоколада, верувајте, нема да ви текне на благо со месеци. Меѓутоа мора да ја пробате. Ова е дупло чоколадна торта и верувам дека ќе биде едно од најубавите искуства кои сте ги пробале. За да ја подготвиме тортата, ги имаме две постапки. Кога печете торти или колачи, јас воопшто не сум добра во торти и колачи, верувајте, но секогаш знам да експериментирам. Најважно што треба да направите е да го следите рецептот и точните количини. Јас дури ќе се подсетувам, бидејќи тортите и колачите, како што ви кажав, ми се слаба страна. Меѓутоа се надевам дека денеска нема да се обрукам. За да направиме тестото, ќе изберам многу лесен рецепт. Навистина не ми оди во печење на оние тенки кори, па кои се филуваат во 2-3 слоја. Оваа ќе биде џиновска, висока, направена со тесто за мафини, буквално, меѓутоа филувана со прекрасен фростинг, односно фил кој ќе го направиме од путар. Како што ви кажав, исклучително калорично. Потребна ни е начинија каде што ќе ги ставиме сите состојки. За да ја направиме тортата, потребни се 2 шолји бел шеќер, обичен шеќер. Ги ставаме во ова ќе го мешаме обично, буквално како за мафини. Ставаме 1 шолја и 3/4 брашно, не повеќе, бидејќи ни треба да биде по-меко тестото, буквално ќе биде полутечно. Мешаме. За да ни се соединат сувите состојки. Бидејќи имаме многу голема количина на тесто, која ќе ја печеме во еден калап, ќе ставиме едно цело пecivo, односно една лажичка и една лажичка дополнително сода. Сето тоа оди во брашното и во шеќерот. Ќе ставиме 3/4 шолја какао. Ова е убаво квалитетно какао. Иако во смесата со толку многу шеќер, наистина нема веза дали е органско или не органско. Ќе го измешаме за да се соединат. Денеска само Бони ми е другарка во оваа емисија. И мирисаат прекрасно. Сите намирници, веројатно, заради тоа е тука. Иако нема да добие благо денеска. Ќе направиме малку простор на средината, ќе ставиме 2 јајца. Ќе ставиме 1 цела шолја ладно млеко. Внимателно, многу полека, за да добиеме смесата. Ќе личи на онаа за мафини. Кога смесата веќе ни е соедината, ќе мешаме уште малку, меѓутоа ќе додадеме сега малку мислам дека тука имам малку шишенца мали се продаваат, ванила екстракт. Тоа сите убаво ќе го мешаме и на крај второ со изненадување ќе ставиме цела шолја врело кафе еспресо. Кафе веќе се подготвува на страна. Веќе ви е позната мојата
преса за еспресо. Само да го изцедиме. Можете да додадете и врела вода ако не го сакате вкусот на кафето. И тоа јас го обожавам. Тоа е мојот печат на оваа торта. Ќе додадеме полека. И ќе мешаме. Не се плашете ако добиете многу ретка смеса. Таа ќе нарасне и ќе добиеме огромно парче. Целосна торта, ја имам еден плех кој е околу 20 сантими, ќе порасне скоро до горе и ќе го поделиме на половина после тоа. Можете и ова да го смешате со миксер ако сакате. Јас обожавам да мешам рачно. Ете, веќе ја добива густината која сакаме да ја добиеме. Малку е погусто од јогурт. Ете така да кажеме. Совршено. Нашето плехче, јас веќе го намастив малку доздола и таков кружна, едно парче кружна хартија за печење. Од путерот кој ми остана, ќе ја намачкам страничните делови на секцијата. И од какаото кој ми остана, наместо брашно, ќе ја набрашнам цела површина со какао. Ова ќе го правам во мијалникот, бидејќи не сакаме да направиме хаос. Целата смеса ќе ја ставиме во плехот. Ќе нарасне скоро дупло, можеби повеќе. Не се плашете, ќе ја превртиме после тоа. Не фрламе храна. Феноменална чоколадна торта. Ова е нашата грешна торта. Внатре ќе биде многу влажна, многу сочна. Ви ветувам дека ќе биде на прекрасно задоволство. Ја ставаме во рерна околу 20 на минути на 175 степени. Чекаме да порасне скоро дупло, а до тогаш ќе го направиме филот. Додека нашата торта се пече, ние ќе ја подготвиме глазурата, односно филот. За да ја подготвиме глазурата, потребна ни е еден путер, ова е несолен путер, една коцка околу 250 грама, ќе ја исечеме на кочкички и ќе ја ставиме во миксер. Премногу веќе ми се стопил. Треба да е на парченца, за да можете полесно да ја измиксате. Ќе го уклучиме миксерот. И полека ќе додаваме од другите намирници. Имаме еден куп шекер тука што треба да го додадеме, внимателно. Треба да направиме прекрасна глазура за нашата грешна торта.
Продолжуваме со какаото, исто полека. За сите торти и колачи треба навистина многу трпение, кое јас многу ретко го имам, иако обожавам благо. Нели се гледа по мене. Ставаме малку екстракт од ванила и потоа го додаваме млекото. И сега се останува и да почекаме. Нашиот фил е скоро готов и на крај само ќе додадеме малку кора од лимон. Да даде една мало изненадување во тортата. Можете и портокал. И портокалот одлично делува со шоколада. Само малку ќе го промешаме, да не има останато по страните. Феноменално изгледа. Исто толку вкусно. И ќе го пуштим уште еднаш. Нашиот фил е готов. Изгледа феноменално. Ќе се степаме кој да ги излиже перките од миксерот, а ние се гледаме со филување на тортата. Нашата торта е готова. Едниот калап го ставивме на површина, го исековме со помош на конец, вие можете и со обичен нож, ги изладивме, треба едно 20 минути да ви се изладат, бидејќи ова тесто е навистина дебело, и сега ќе го isфилуваме. Можете да ставите, ако сакате, само на средина, можете рустично да изгледа, бидејќи сега ова ќе го јадете сами по дома. Току го сакате да направите фенси, земете до ние фенси шпакли, па измазнете ја целата. Јас денеска, бидејќи ја подготвувам за мене, ова грешно задоволство, ќе ја намачкам само на средината и озгора ќе ставам капини од мојот двор. Се надевам дека ќе биде успешен. Немам сладкарски нож, како што ви кажав, не печам многу често. Меѓутоа, за вакво задоволство исклучително многу треба да ќе земам една лажица, да ставам поголема количина. Исклучително многу треба трпение, што јас го немам најчесто. Ставам огромен слој. Јас ке ставам огромен слој. Нема да ја филувам од згора. Чекам да ја пробам. А чекате моите камермани. Малку. Перките веќе ги излижав од миксерот. Знам дека сите го правите тоа. Тоа е едно од задоволствата во правење торта. Тако и последниот слој.
филм. Со многу какао и шекер. После ова треба една недела во теретана. Ета нашата торта. И го земам вториот слој. Се надевам нема да го скршам. И ги го ставам до слоја. Изгледа како едно парче ореа. Ставам само неколку капини за секое парче. Толку со зреале. Зреат на периоди. Меѓутоа прекрасно изненадување ќе бидат во тортата. Ви кажав дека не сум вешта во правење торти, меѓутоа ова грешно задоволство можеби не изгледа совршено кога купено во сладкарница, меѓутоа прекрасно ми мириса и има прекрасен вкус. Јас ка завршам со лижење на мојата чинија и се гледаме во јавата. Додека готвам, единствено нешто што ми прави задоволство е музиката. Многу ми е жал што не можете да слушнете што би слушала кога би ги подготвувала оброците. Јас подготвив прекрасна чоколадна торта. Ова е мојот дел. Можеби ноќес кога ќе станам и ќе земам и уште некое парче. А ние веќе се гледаме во следната емисија на Маја готви.